Проектот е почнат од февруари 2022 година, а ќе трае до март 2023 година. Проектот се вика намалување на отпад од мебел, дрвен отпад и текстил преку негова реупотреба и зголемување на социјалната вклученост во општина Кавадарци. Локација на спроведување ќе биде општина Кавадарци, имплементатор е Екоживот. Проектот се реализира од наша страна во соработка со средното општинско училиште Ѓорđe Петров. На наше големо задоволство вклучени се општина Кавадарци и јавното предпријатие Комуналец. Од сите наши партнери и соработници имаме присутни тука и многу големо задоволство ние што ќе најавиме дека самиот проект е финансиран од страна на програмата за мали грантови ПМГ на Глобалниот еколошки фонд ГЕФ и проектот е со буџет од 29.910 американски долари обезбедени од страна на Глобалниот еколошки фонд, додека вкупната сума е 35.910 американски долари. Генералната цел на проектот е намалување на отпадот од мебел и текстил на депониите во општина Кавадарци и јавните површини и негативното влијание на овој отпад по животната средина во нашата општина. Со проектот ќе биде набавена опрема и ќе се обучат лица да поправаат и креираат мебел, нормално од мебелот кој што веќе сме го искористиле еднаш. Значи на самата материја ќе дадеме еден продолжен век на траење. Со тоа ќе се намали самата количина на отпад и исто и за текстилот. Воспоставен ќе биде центар за реупотреба за собирање, селекција, преработка за реупотреба на мебел и реупотреба на текстил во декоративни елементи за мебелот. Ние како локална самоуправа активно ќе земеме учество во делот на целокупниот проект и да сите понатамошни исходи од овој проект кој што има за цел да го намали отпадот од мебел, дрво, текстил преку негова реупотреба или зголемување на самата социјална вклученост во целата општина. За прв пат ваков проект се спроведува во општина Кавадарци. Тука се нашите институции, тука е средното земјоделско училиште кое што активно се вклучи во овој проект и мислам дека ќе биде успешен проект и нормално јавното предпријатие Комуналец кој што е дел од еколошкиот живот, меѓутоа и од намалувањето на отпадот, кој што во директен интерес на општина Кавадарци и на нашата депонија која што моментално имаме. Мислам дека секаде постојат доста проекти и дека многу луѓе и од социјална загрозена гледна точка, меѓутоа и од друг аспект ќе дојдат до репотребуван мебел или други активности кои што ќе бидат од големо значење. Купувањето на ново не значи дека треба старото да го уништиме или да го фрлиме на депонија, сепак живееме во една средина каде што се може да си најде своја употреба во Европска унија и секаде знаеме дека вакви проекти и опрема од втора употреба дека се продава и во многу повеќе на повисоко ниво и во маркети и во делот на салони. Така да мислам дека ова е само еден почеток кој што ќе подигне свеста да можеме да нашата искористеност ја продолжиме, со тоа да заштитиме и еколошки, меѓутоа и од социјален гледен аспект. Ние сме фокусирани во ова оперативна фаза од 4 години до 2024 година на хемикалии на отпад. Се што е направено од нафта, од пластиката е сегде присутна околу нас. Ние работиме и на намалување на отпадот, односно употреба на веќе постојниот отпад, да се спречи да има друг отпад, по случај ФВА со шишинава, пет, пластиката, која што е највидлива, најкорисна и секојдневно се употребува, до текстилот кој што содржи или е 100% полиестер, нафта, пластика, или е мешавина, се што имаме на нас и се што гледаме околу нас од текстилот. И мебелот покрај дрво, природен материјал, има и пластика и знаете дека веќе ако купувате нов електроуред, фирмата која што ви продава е обврзана да го идентира или да ви понуди да го земе стариот.
а додека водат евиденција за сите нови продадени неколку години, да знаат што е со нив. За мебелот нема такво нешто. Ако ви донесат нова спална или нова дневна, нема то врска да го земат тоа што вам не ви треба. И сакате да го замените тоа што е ваш проблем или треба да платите да се испрли некаде. Не? У случајов се воведува ново да се нештото поправи. Од едно се направа две или од двете едно или од тоа истото да се подобри, да се поправи доколку е во поправлива состојба. Од една страна учесниците ќе стекнат занает, вештина да работат со дрво, набавуваме алати во проектот, професионални алати и обучувачи. А исто набавуваме и обучувачи на тие луѓе кои што потоа, после завршување проектот, ќе може да се отворат своји бизниси и да работат, било во соработка со Екоживот, било сами по дома. Или да одат, ако треба да се поправи нешто. И со ова ние воведуваме уште еден дел од кружната економија, да ако може нешто да се реупотреби. Уживајте во наjelitното фудбалско доживување Лига на шампиони на Арена Спорт и Арена Премиум каналите на кабелскиот оператор Инел. Повеќе инфо на www.inel.mk и 043 550 550. Да навиваме заедно со Инел. Бензинска пумпа ДМД Оил.